Добро вечер. На самиот крај од Централниот дневник време е за ново издание на вестите од културата. По повод 45 годишнината од основањето на Факултетот за ликовни уметности Скопје. Во Музеот на современата уметност беше отворена ревијална изложба како резултат на долгогодишната соработка со која се одбележува богатото наследство и креативниот придонес на факултетот во развојот на македонската уметничка сцена. Изложбата ќе прикаже избор на 45 дела од 45 автори. 45 годишнината од основањето на Факултетот за ликовни уметности Скопје се одбележа во Музеот на современата уметност. Се постави ревијална изложба која представува централен настан и официјална прослава на овој јубилеј. Изложбата е резултат на долгогодишната заедничка соработка меѓу Факултетот за ликовни уметности и Музеот на современата уметност, со цел да се одбележи богатото наследство и креативниот придонес на факултетот во развојот на македонската и регионалната уметничка сцена. Креирање на 45 години идни ликовни уметници кои што ја представуваат Македонија не само локално, туку во регионот, а и многу пошироко на секаде низ светот. Значи тоа значи видливост на целата држава, а пред се значи развивање на креативност, како и развивање на критичка мисла. Многу можеби повеќе зборуваме за науката и за другите дисциплини, но уметноста е секаде околу нас. А придонес во тоа посебен придонес во својот уметнички израз има токму Факултетот за ликовни уметности. За министерката за образование и наука Весна Јаневска, постоењето на Факултетот за ликовна уметност е од исклучително значење заради традицијата, културата и почитување на убавото. Преку ликовните дела, скулптурите и се инсталациите, се она што ја представува таа ликовна уметност, се испраќаат и силни пораки и за емоциите, но и за општествените случувања. Така да не може да постои добар универзитет без ваков факултет и не може да постои добро општество без да има ваков факултет кој ќе продуцира квалитетни кадри. Поставката символично го прикажува континуитетот и еволуцијата на уметничките изрази што се развива во текот на 4,5 децении. Изложбата прикажува избор на 45 дела од 45 автори од колекцијата на музеот, како и дела во собственост на уметниците, кои што се наставен кадар на факултетот, почнувајќи од неговото основање до денес. Почна второто издание на Фестивалот за литература и општа култура Видик. Фестивалот отвора нови културни видици, давајќи значајна поддршка на авторите од сите области на културата. Оваа културна манифестација годинава ќе има хуманитарен карактер. Имено, средствата од продадените билети за музичките и театарските настани ќе бидат наменети за настраданите во несреќата во Кочани. Фестивалот Видик ќе трае до 16 април. Во вторник ќе имаме еден интересен настан, изложба на илустрации од познатиот наш илустратор Ване Косторанов, негови илустрации од детските книги. Настанот се нарекува Сништата, Созвездие на сништата. Понатаму, наредниот ден имаме повторно книжевен настан, го промовираме новиот роман на Моџа Килингтон СФСН, станува збор за партизански роман, многу интересен, се надевам ќе им се допадне на читателите. Следува исто така музичка програма и театарски настап за во сабота да имаме заокружување со настап на Зарина Прва Севда. И наредната недела, односно во неделата ќе имаме повторно настан за деца. Исто така во изvedба на музичка кутија ќе имаме представа која што ќе представи еден познат светски музичар. Во вторникот од последната недела на 15 април го обележуваме Светскиот ден на уметноста со представување, со изложба и со видеопроекција на планетариум од Киро Урдин, нашиот познат уметник. Решивме со него да го одбележиме овој светски ден. Ќе имаме изложба на негови афоризми и фотографии. И последниот фестивалски ден завршуваме повторно со книжевност, промоција на сонетниот венец на Владимир Мартиновски. Новиот роман Басма на писателката Оливера Ќорвезироска, Три Марии, излезе од печат во издание на Арс Либрис.
Три Марии е внимателно осмислен омаш на Славко Јаневски, кој што не е класична посвета, ниту ремейк на конкретно дело. Три Марии содржи 3 самостојни приказни за 3 различни жени кои носат исто име – Марија, и кои сакаат да ги напуштат моментните животи поради грешна љубов. Мојот најнов роман Три Марии се надева малку поразличен и поинаков од моите претходни романи и раскази, ако тоа воопшто е возможно, да каже писател кој што има објавено доста книги и предпоставувам дека веќе се представил на некој свој начин. Различен е бидејќи е повеќе роман за љубовта отколку што е љубовен и наспроти книжевните трендови и практики во времево наше сега да се пишува за големи теми наши или туги, за наметнати тренд ситуации, сметав дека си должиме себе си како писатели и како читатели да напишеме или да прочитаме еден обичен роман за љубовта, бидејќи независно од тоа што сме и со што се занимаваме, сите живееме од и за љубовта. Љубовта и кога е убава, и кога е лоша, и кога е возвратена, и кога е шашлива, сепак дава една дополнителна енергија да си помогнеме себе си со љубов. Тука ги завршуваме вестите од културата. Ви благодарам на вниманието.